Добро вечер во емисијата 360 степени. Можеби најсложената етапа од спроведувањето на договорот од Пржино е зад нас. Процесот е деблокиран и треба да кулминира со избори во април. Во периодот помеѓу најверојатно ќе сведочиме на нови вакви тензични и неизвестни недели, но тоа веќе станува нераскинлив дел од процесот. И специјалното обвинителство започнува со работа, што исто така може да донесе нови потреси. Сепак се чини дека севкупниот транзицијски процес е поставен релативно стабилно на шини и особено меѓународната заедница нема да дозволи драматични излетувања од колосекот. Она што покрај големата политичка слика останува во втор план е продолжувањето на забрзаното темпо на задолжување на државата, што секако може да се доведува во врска со предизборието и политиките што продолжува да ги практикува владата на Груевски. Ќе останат силно да одекнуваат констатациите на министерот за финансии Зоран Ставрески во наплив на искреност кој ни ги открија прислушуваните разговори. Ние сме лудаци, трошиме за чоколадо, а немаме за леп. Колку е одржлив овој пристап, кој очигледно продолжува по најавите за ново задолжување од 500 милиони евра преку издавање нова еврообврзница. За ова вечерва ќе разговараме со универзитетскиот професор Маријан Петрески и поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини. Ќе слушнеме што мисли за овој економскиот аналитичар Сем Вакнин, особено дали позајмувачите водат сметка кому даваат пари. Кон крајот очекувајте нова саботажа. Останете со Алсат, ќе видиме реклами, па се враќаме со најавените содржини. Вие сте со емисијата 360 степени. Владата продолжува со рапидното темпо на задолжување на државата по одлуката за издавање нова еврообврзница од 500 милиони евра. Нови половина милиарда ќе се придодадат на речиси 4 милиарди јавен долг, кои како официјален податок се достапни во овој момент. Јавниот долг, како им се верува на податоците на Министерството за финансии, е 43,9% од бруто домашниот производ, што е двојно повеќе од 2008-та, кога беше околу 23%. Александар Димитриевски за официјалните податоци и трендовите. Колку пари должела и колку пари сега должи Македонија. Ќе покажеме со сувопарните, но неопходни бројки, но и со овие коцки. Ова е јавниот долг на Република Македонија во 2005 година. По задолжувањата во следните 10 години на владата, јавните предпријатија, фирмите во државна собственост, бројот на коцки двојно се зголемил оваа 2015 година. И тоа без последното најавено задолжување. Во бројки, Македонија во моментов должи близу 4 милиарди евра. Тоа значи дека секој новороденче во земјава се раѓа со обврска да врати околу 2000 евра. Сумата расте на 2250 евра по жител, ако успе задолжувањето со неодамна најавената еврообврзница. Во економската теорија, сепак е важно колку должи државата во однос на тоа колку пари создава економијата. Бројките велат дека додека растел долгот, растела и економијата. Сепак, долгот растел побрзо отколку економијата. Низ бројки, јавниот долг на Македонија во 2005 година изнесувал 39,6% од бруто националниот производ. До 2008-та, владата успева да го спушти на најниски за изминатава деценија 23%. Од тогаш и оваа бројка е речиси двојно зголемена за годинава. Јавниот долг да изнесува 43,9% од БДП. Александар Димитриевски, 360 степени. Добро вечер и добре дојде им велам на моите гости, Джевдет Хајредини, поранешен министер за финансии, и Маријан Петрески, универзитетски професор. Добро вечер, добре дојдовте. Господине Петрески, вие им верувате на официјалните податоци или има простор да се верува дека има еден тип на, можеби, статистички инженеринг? Па не, сакам да верувам дека тоа се коректни податоци, така што повеќе сакам да ги дискутирам онакви какви што се, затоа што и во такви какви што се, сепак има одредени елементи на загриженост. Да, знаете зошто ве прашувам повеќе, затоа што редовно по завршувањето на една фискална година доаѓа до корекции и тие се обично корекции кои што потоа покажуваат дека проекциите биле претходно нереални.
Ревизиите се нормални, кај податоците, кај некои повеќе, кај некои помалку, и тоа главно е поради начинот на кој што тие се компилираат. Колку е одржлив овој реално и очигледно дури од ММФ, денеска има некакви коментари по најавите дека ќе издаваме нова евроврзница од 500 милиони евра, дека станува збор за рапидно темпо на задолжување и при тоа како реперна точка се користи 2008-та, кога долгот бил во релативни бројки 23% од GDP, а сега е речиси 44%, според официјалните податоци. Значи, правилно е идентификуван проблемот, дека она што е загрижувачки е темпото на задолжување, не самото ниво на задолжување, бидејќи според нивото се уште Македонија е умерено задолжена земја и нема проблем во тоа. Меѓутоа, како што рековте, во еден релативно краток временски период од 6-7 години видовме дуплирање на јавното задолжување. Во дадени ситуации дури и тоа не би било проблем, меѓутоа она што повеќе загрижува во нашиот случај е зашто конкретно ние се задолжуваме. А ако сме го дуплирале долгот за да потрошиме пари за тековни буџетски потреби, што во најголема мера и се случува, тогаш тоа мисламе главната линија на загриженост. Да, некои тоа го сведуваат на тоа дека овие пари се позајмуваат за плати и пензии, вака упростено кажано, а не за капитални инвестиции кои што потоа треба да вратат во раст на бруто домашниот производ. Во најмала рака нас тоа како на граѓани не ни е кажано експлицитно. Значи, од почетокот на годината се проектира буџетски дефицит и уште тогаш е јасно дека ќе се јави таа потреба за задолжување, така што не е чудно што ние сега се задолжуваме, знаејќи дека години наназад генерираме буџетски дефицити, значи кој што дефицит го покачивме од 2,5 на 3,5, па потоа и таа цифра 3,5 беше пробиена во остварувањата и на година и 4,1% од БДП, така што тоа создаде голема потреба за финансирање. Еве таа потреба сега ја гледаме и со новото задолжување. Како да му се објасни на обичниот граѓанин дека ова што се случува е на некој начин алармантно, во смисла на темпото на задолжување. Бидејќи да речеме од аспект на еден пензионер, е добро тоа што тој на известни периоди добива, не знам, по 10 евра екстра на својата сметка секој месец. Па тоа претпоставаме долг процес на јакнење на свесноста на граѓаните, да разберат дека сите пари кои што денес доаѓаат мора да дојдат од негде. Значи, или ќе дојдат ако сами ние ги создадеме, односно ако генерираме повисока вредност во економијата, значи имаме раст како што има Катар, или ако немаме таков раст, тогаш мораме пак да ги најдеме тие пари и ги најдуваме преку задолжување, домашно или меѓународно, како што е случајот со еврообврзницата. Значи, во случајот на задолжувањето, тие пари ќе треба идните генерации да ги вратат. Мислам дека бавно оди тој процес на промена на свесноста, меѓутоа треба да се вложува напор во истото. Харедини, им верувате на податоците кои што ги објавува Ставрески? Kjo përqindje e borxhit maqedonisë po përdoret vite me radhë, se nuk është alarmante, edhe nuk është alarmante vetë, sikur tha edhe profesori. Vetë fakti se është 43, pa marrë parasysh se, siç thoni ju, ka qenë dikur edhe 23. Në Maqedoni problemet janë shumë të natyrës tjetër. Kjo qeveri ka hyrë në vitin e 10. Edhe vazhdimisht praktikon një politikë ekonomike, ekonomia në shërbim politikës, e jo politika në shërbim të ekonomisë. Shka me këtë duhet them. Në Japoni borxhi është edhe 200%. Në Greqi në 2008 kur erdhi në pushtet Karamanlisi, zbuloi, ishte alarmante atëherë se shkalla e borxhit është 120%. Ajo ishte edhe për Evropën diçka sensacionale, për shkak se ato I kishin msheh të dhënat grekët edhe para institucioneve të Unionit Evropian. Maqedonia është ekonomi shumë e vogël, me vëllim. Këtu e bën specifike ky fakt situatën në Maqedoni, se për shembull në Maqedoni ke një industri të vogël,
kapacitet industrial të hinë prodhim këtë vit, mund të fitojmë se ka arrit 50% prodhim industrial dhe kundërta. Një të mbyllet, kurse të ekonomitë mëdha këto numrat nuk kanë këtë domethënie. Çka është këtu në Maqedoni, në kjo qeveri karakteristik 10 vjeçare? Jerma përpara për opinionin publik desha të theksoj se që 10 vjet është e pamundur opinionin Maqedoni të ndëgjojë në një mision apo në dikun që për shembull ministri i financave apo premieri të ulet edhe të debatojë me njerëz që mendojnë ndryshe nga ai. Kjo është në krahasim me çdo vend në botë, vetëm i rast që ata vetëm çdo natë dalin mbrëmë edhe i përsëritin vetëm faktin se borxhi nuk është aq i lartë krejt. Borxhi nuk është i lartë, por kur ishin borxh në botën e jashtme, duhet që logjika është që se shteti don përparojë, paret që i merr shkalla e interesit duhet të jetë më pak se shkalla e rritjes së prodhimit të vendit bruto. Në qoftë se ishin borxh me kredi nga jashtë, pagush interes prej 5-6%. Të shtoj këtu se në 2009 kjo qeveri hinin borxh me po kështu me eurobond me 9-8%. Ato nuk e përmendin atë. Rekord në gjithë histori. Pse? Para asaj një vjet i pagujti borxhet që ishin me kushte jashtëzakonisht zhvillishme, i pagujti para kohë. Tash t'i kthehem asaj se si për shembull ekonominë përdorin për politikë. Ishte absurde të paguash borxhe me kushte të mira e menjëherë mbas asaj të ishin borxh me kushte shumë të këqija. Këtë e praktikoi vetëm kjo qeveri. Знаете што, одговорот на подсетувањето на таа позната сентенца на Старовски од телефонските разговори трошиме на чоколадо, немаме за леп, од ВМРО ДПМН е, ама се градат автопати, се градат патишта и тоа претходно никогаш не било. Еве шембот демант менjer. Në programën e VMRO-s rilindja në 100 hapa dhe në ekspozit e premierit para parlamentit, partia VMRO, këtë që thoni ju, përgjigje e kaka. Deri në fund të 2008-ës, shkruan kjo në do kryhet autostrada Demir-Kapis-Mokfic. Autostrada brenda këtij vitit premieri 2015 jemi tash. E vizitoj kantierin e ndërtimit edhe u lavdërua se punimet janë krye 60%. Do me thanë, autostrada 10 vjet do vonohet. Sa, çdo në thot kjo, sa e shtrenjton investimet, kur zgjat periudha e investimit, ajo e shtrenjton investimin. Automatikisht, se parat që nuk shfrytëzohen, vetëm një. Deri në 2010 do bëhet gasifikimi dhe smadhimi i kapacitetit të termocentralit në Gotin. Do mbarojnë 2010. Ai sot nuk ka fillu. Sa e rëndësishme është kjo, zoti Ministri i Financave dhe Premier, të ulet importi energjisë elektrike për jashtë, ku kjo edhe shërben atje edhe për korupcion gjatë importit të energjisë elektrike, jo rastisht. Dhe më thonë, kjo shumë e rëndësishme të ishte ba me paret që ne i marim nga jashtë. Për objektet, e dëgjova mbram në parlament një deputet i VMRO-s, duke biseduar në lidhje me gasifikimin, atje në polemik me opozitën, tha se ajo partia ka lëshu vetëm një hidrocentral Kozjakun. Tha, po atje ka vjetë drejtori, që është e vërtet. Çka ka ngja? Përveç hidrocentralit Kozjak, në Maqedoni për 30 vjetëve nuk ka ndërtu asnjë central.
Asnjë. Ja që ka shkruar në programën e VMRO-s, këtë e lidhim përsëri se tash për çka përdoren mjetet që ne him bosh, a nuk duhet përdoren për atë edhe që për çka duhet përdoren, por nuk përdoren. Вие користите една метафора, тоа е веројатно и научна фраза, за тоа дека станува збор за еден меур кој што се дува, очигледно продолжува да се дува. И сега прашањето е дали тој меур може да пукне. И тоа на каков рок? Па еве и ова што го зборува господинот Хајредини, немаше тој меур толку брзо да се надува, ако сите овие инвестиции кои што сега ги гледаме, односно во последните неколку години дури видовме транзиција кон попродуктивни инвестиции во политиката на владата, ако тие се случаја, односно почнаа да се случуваат во 2006. Зошто ние неколку години, односно владата неколку години од мандатите потроши во други проекти кои што имаат помала продуктивна вредност, односно помал мултипликативен ефект за економијата. Инаку што се однесува до меурот, да не заборавиме дека всушност таков меур беше надуван во Грција и во другите земји од југот на Европската унија. Така што кога тој стана неодржлив, тој пукна. Тој меур бил надувуван со екстремно задолжување и кога долгот станал премногу голем, тој пукнал. Сега ние не можеме да кажеме дека во Македонија имаме меур кој што е пред пукање, веројатно би било многу радикално, меѓутоа проблемот е дека во политиката на задолжување постојат одредени елементи кои што придонесуваат тој меур да расте. Тоа е главно позајмувањето каде што точната намена не е позната и се претпоставува дека со тие средства се алиментираат тековните потреби наместо да се финансираат вакви продуктивни инвестиции кои што утре ќе го зголемат продуктивниот капацитет на економијата, капацитетот да отплаќа, ќе подобрат незината конкурентност за стопанството и за странските инвеститори, за домашните фирми и така ќе создадат предиспозиции да тој долг полесно утре се отплати. Значи, тоа е главната загрижувачка компонента. Ќе го продолжиме разговорот, имам програмска обврска, уште еднаш додиме на реклами, па ќе ви дадам шанса, се разбира, да го докажете што го сакате. Останете на осад. Еве назад со емисијата 360 степени разговараме за рапидното темпо со кое продолжува задолжувањето на Република Македонија, најавите за издавање нова еврообврзница, односно ново задолжување од 500 милиони евра на државата. Мои ваши гости вечерва се Джевдет Хајредини, поранешен министер за финансии, и универзитетскиот професор Маријан Петревски. Господине Хајредини, сакавте да ја продолжите тезата, јас ве прекинав. Ti kthehemi konkretisht tash borxhit më të fund, kë 500 milion euro të cilat duhen këtu. Me thonë, gjatë kësaj periudhe kemi pas ne si në asnjë vend në botë zgjedhje të rregullta të parakohshme. Çdo 2 vjet zgjedhje. Borxhi për herë Maqedonia, qeveria e Maqedonisë ka marrë borxh për jashtë në ato vitet kur ka zgjedhje. Edhe kjo është indikative. Mbasi nuk lejon. Ама добро, кај нас секоја година, последните години има избори. Po ka zgjedhje pa nevojë, nuk le. Njëherë Gruevski tha se nuk më lan njëherë ta kryej një mandat, as zgjedhjet për herë ai ka propozuar vet. Kur kush se ka pengu, ka tash 82 deputet kishte tash ai prap në zgjedhje shkonte. Vjet. Por unë qëllimin e kam që spektatorët mbasi nuk mundemi të bëjmë dialog me ato, se ato nuk I përmendin këto gjëra. Në ekspozen e premierit para parlamentit 2008. Modernizimi dhe ndërtimi I korridorit 8 e 10. 2008, lutëm, diçka tash ka lëviz. Si dhe rrjetin hekurudhor në të dy korridoret, lidhemi me Shqipërinë
edhe me Bullgarinë, me rjetë hekurve orë. Përsëris 2008 janë këto premtime. Sot jemi 2015. Lugina e Vardarit, asgjë. Hidrocentralat, Çebreni, Galisht, Boškov most, Lukopolje, Korapski vodi, kretë këto në 2011. Asnjë nuk ka filluar. Po të ishin përdor mjetet që i marrim nga jashtë, si prioritet, se po t'jemi shteti pasur edhe përmendore dhe bëjmë, kur dhe vej koha, bas 20 vjetëve, bukura. Po t'ishin përdor këto mjetet që ne i thithim për jashtë, që kjo infrastrukturë të rregulloheshte. Atëherë kjo të kontribonte direkt në kushtet e ekonomisë këtu. Edhe infrastruktura, këto të gjithë janë që janë premtuar në program. Është realizuar VMRO-ja, ka realizuar një projekt të madh i cili asnjëherë nuk ka premtuar. Asnjëherë nuk është premtuar. Добро, Бошков мост нема да гласа. Чебрени Галиште нема да гласаат. Дали на ова најава за последно... Дин çka kanë bërë me atë Lukopolje dhe ato. Kredi Banka Evropiane ka aprovuar $3 milion janë harxuar, kërkush se din. Nga vlerësimet e institucioneve relevante të Evropës, Maqedonia në vendin e fundit me transparencën financiare. Askush ai nuk e përmend. Po si është? Po e ndëgjuam vetë ne Ministrin e Financave, përveç atij edhe premierit, o të në edhe kumbar, askush në Maqedoni nuk ka qasje se s'ngjan me financat e Maqedonisë. As pak. Господине Петерски, рековме во моментот висината на јавниот долг е 43,9% од бруто домашниот производ и на секоја забелешка дека владата рапидно го зголемува јавниот долг, одговорот од другата страна е Македонија е меѓу најниско заложените земји во Европа, па не знам, сме трети, па пети, па не знам, секако во првите 10 во однос на овие релативни бројки. Но, кое е навистина одржливото ниво и безбедното ниво за оваа држава, на ниво на јавен долг, за утре, ако не дај Боже, дојде на вистина драматичен момент во кој што на вистина ќе ни требаат пари од надвор, за сето ова да може да функционира. 60% веројатно јавен долг е превисоко ниво. Значи, како што реков, да го оставиме нивото. Нивото не е спорно. Ние може да дискутираме дали е тоа малку повеќе, малку помалку, меѓутоа во основа тоа не е спорно, туку како што и вие правилно идентификувавте и гледам дека јавната дебата се свртува кон тоа е темпото, брзината на задолжувањето. Сега во однос на оптималното ниво не би можел значи вака да кажам, веројатно тоа треба да биде предмет на подетални пресметки како и формирање на некој експертски консензус, меѓутоа главно треба нивото што би било одржливо да се гледа во контекст на степенот на развој на економијата. Што сакам да кажам, значи Јапонија има долг кој што е повисок од оној на Грција. Меѓутоа нема проблем, затоа што економијата има страшен капацитет да тој долг го сервисира. Сега во Македонија веројатно и тоа 60% како што го рековте вие веќе би било онака загрижувачко ниво, а претпоставам дека го сврзувате со она што беше интенција да се имплементира како уставна норма. Меѓутоа тоа мислам дека се уште не е процесирано и не гледам потреба тоа да се процесира затоа што тогаш постои ризик да се свати како еве сега ние имаме капацитет од 15% поени кој што не ни е искористен, па да го искористиме и да трчаме кон ново задолжување. Едно друго прашање, да. Сакате нешто да коментирате во врска со ова? Duhet të theksohet se këto mjete që tash do të merren nga ky obligacion. Këto një pjesa më e madhe do përdoren
притишли Боржич Арин пагуван от парат. Jo, Arin Borxhet për të paguajtur si vetën vitin e ardhshëm, kështu që kjo qeveri I merr që t'i paguajë prapë borxhet, nuk vijnë të gjithë këto. Qerat pare thot për deficitin buxhetor. Deficiti buxhetor në kohën e zgjedhjeve dihet për çka përdoret. Dhe përdoret për ata destinacione që kanë direkt të bëjnë me efektin të zgjedhësit. Në Maqedoni nuk ka Ministria e Financave, Zoran Stavreski nuk ka, vetë ndoshta ka, ndoshta edhe nuk ka, sa janë borxhet e buxhetit që nuk paguhen me vite. Ne jemi, kjo është shtet I vogël, ne dim çfarë kushte jetë policët jetojnë unë. Ushtria. Ne helmohen, I kisha thënë zotni Gruevskit, shqiptarët veçanërisht këtu e kam fjalën edhe për rolin e partisë në pushtet shqiptare, e cila I bind shqiptarët se ka kontribut masë nuk e ka lënë Gruevskin të afrohet Rusisë. Ose se BDI-ja në integrohe. Konstatim I Këshillit Evropian është I vetmi shtet në Evropë është Maqedonia e cila gjendet në gjendje më të keqe se para 10 vjetëve. Nuk është mendimin kjo. Këtë e tha ministri I jashtëm I Slovakisë, Lajçak, I cili është kuadër I njohur në Evropë si politiqar. I vetmi vend në Evropë që është në gjendje, as jemi atë shohim vetë. E dyta, ne mjetët që harxhohen, përveç që është dashur të harxhohen për objektet që unë I përmendi. Po ne na helmohen njerëzit që 10 vjet prej rasteve të tova nuk ka ujë dhe nuk ka ajër. 15 vjet nuk ka para për ujësjellsin edhe për pastrimin, që vendi, qyteti më I ndotër në botë. E thot, ne do bëjmë Bashkimi për integrim, Bashkimi për integrim dhe kontribuoje do bëjë presion mbi LSDM-n dhe VMRO-n që të marrëveshjet e Përzhinës të nënshkruajnë. Да, секогаш забелешките беа околу приоритетите и околу тоа дека веројатно владата има проблем со приоритетите, односно со ова што го зборуваше И професорот Петрески, а И вие. Каде поземените пари се трошат и зашто се трошат? Aty është problemi, për këtë duhet flasim. Kjo ndikon direkt te standardit e njerëzit të kretë. Që mbrëm ne shohim Koce Trajanovskin në Butel. Ai thot 3 milion euro kemi dhënë për do rrugë. Qytetarët dalën thanë që se s'ka rrugë, këtu 3 milion denar. 100 milion ne shohim këtu që në Vardari I hutin. Shkojmë të ulemi të pijmë kafe aty që ne unë të shkojmë. Да, ние гледаме дека со многу поелементарни барања и потреби се соочуваат граѓаните, особено во внатрешности, во руралните средини, дека ова, да речеме, што беше како проект Скопје 2014, навистина изгледа помалку чудно и неразумно од аспект на тие приоритети. Fshatrat e rrethit Shkupit, a kanë botë kryeqytet, që janë të banuara me shqiptarë në veri, Tanush, Brez. Ende sot e kësaj dite nuk janë rrugët e asfaltuara, pa ka 2 javë, ka 1 muaj dimri që janë të bllokuara. Mandej kërkojmë për atyre njerëzve që janë lojal ndaj këtij shteti. Едно од прашањата кои што се наметна во текот на политичката криза последните недели со оглед на блокадата која што постоеше неколку недели беше можноста од евентуални санкции кон Република Македонија ако договорот од Пржино не биде деблокиран, ако не продолжи неговото спроведување. Иако првично тоа се поврзуваше со евентуално замрзнување сметки на поединци, едно од прашањата кое што се отвори беше дали може санкциите додат дотаму, па да бидат дури запрени кредитите и финансиите за државата од странство. Прво предлагам да го слушнеме Сем Вакнен што вели на ова тема, или вака еве народски речено, зошто и до кога Западот би давал пари на владата на Груевски, ако
Бомбите покажаа дека тие пари може да се користат и за изборна корупција и за други активности за кои од прислушуваните разговори има индиции дека може да бидат криминални, па ќе се вратиме со истото прашање за вас во студиото. Владимир Мирчевски разговараше со Сем Вакнин. Господин Вакнин, што мислите за трендот на задолжување на македонската влада и дали Македонија веќе влегува во опасната зона? Right now, the debt of Macedonia is what we call a mid-level debt. Most countries in the world and most countries in Europe actually owe twice and 3 times as much as Macedonia compared to GDP. So it is still very sustainable. Also, the government is using money borrowed from the outside, external debt, in ways which are considered to be productive and well-grounded. So they finance capital projects and they repay old loans at which had higher interest rates. They refinance old debt, which is much more expensive. These are reasonable and rational ways of using new borrowing. The problem, as you said, is the trend. Since Gruevski came to power, the rate of indebtedness of Macedonia has doubled. Compared to GDP, Macedonia now owes 45% of GDP in external debt. That is double the amount when Nikola Gruevski came to power. Additionally, what we call the debt service ratio, the amount of money needed to pay back interest and principal on external debt, has gone up 30% since Nikola Gruevski came to power. In the long run, these are unsustainable trends. Within a relatively short period of time, if the same trend of borrowing continues, Macedonia will find itself in trouble, unable to pay back debts, and in a kind of Greek scenario. До кога Западот ќе му дава пари на Никола Груевски, опцијата тие да се користат и како некаква си така наречена буџетска поддршка ја остава отворена можноста тие средства да се употребат и за можеби изборна корупција и финансирање активности кои, како што покажа дел од прислушуваните разговори, имаат криминална позадина. Well, that's the problem. There is a concept in economics, it's called fungibility. Fungibility means that when you give money to a government from the outside, when the government is able to borrow externally, from banks, from international financial institutions, from other sources, that money releases funds in the budget that otherwise would have to be used. So if you get money from outside, money that is already in the budget can be used differently. And the government is using the money in the budget for non-productive ends. The Skopje 2014 project, increase in pensions, increase in unnecessary subsidies, and so on and so forth. Government is using the budget as a massive tool for bribing segments of the population for political ends. This tendency becomes pronounced and much worse with every election cycle. And this is the problem, the fungibility, that outside funds release domestic funds for wrong economic purposes. Пак ќе ве прашам, до кога тоа Западот ќе му го возможува на владите на Никола Груевски и до кога Македонија со ова темпо може да продолжи да се задолжува, ќе дојде некогаш крајот на таа така наречена спирала? Macedonia cannot continue to double its debt every 7 years, as it has been doing. Within less than 10 years, Macedonia will face a balance of payments crisis. It will not be able to pay back interest and principal. It will go to a Greek scenario. So you have about 10 years at this current rate of borrowing. Even if you use the borrowing properly, even if you use it wisely, still there is a limit how much you can borrow. And this limit is in about 7 to 8 years at the current rate. As concerned the West, there is no such thing as West. There are financial institutions and commercial banks that have their own rigid guidelines, their own tests, their own feasibility studies and due disclosure, their own rules. They have been acting by these rules for almost a century. They are not dependent on any transient geopolitical or political situation. If Macedonia fulfills the terms and conditions, if it meets certain criteria, it will continue to receive money until it does not meet these criteria. This exactly leads to crises like the crisis in Greece. Because you continue to meet the criteria, you continue to receive money until you don't meet the criteria, and then there is a massive crisis. And Macedonia's tendency to increase external borrowing as a form of releasing funds in the budget in order to use it non-productively is a technique that was employed by many countries, all of them without exception, ended up in massive fiscal and balance of payment crisis. I think the emphasis on external debt as a serious problem
is misplaced. Because right now, it's not a serious problem. In 7 years, maybe. Right now, it's not. The money is also used properly. So it's misplaced to put emphasis on this. There are two other crises happening right now in Macedonia connected to debt, which are not emphasized and not even to some extent noticed. First of all, the indebtedness of the government towards local domestic firms, suppliers, and even workers has increased dramatically. The government is not paying back overpaid taxes. It's not paying its suppliers. It's not fulfilling, it's not meeting its obligations. And it's accumulating internal debt, which is totally unsustainable. Already the government owes money to thousands of firms in the private sector for many, many months. Already VAT arrears are much longer than the prescribed period in the law. So this is the first crisis. The second crisis is the tsunami of intercompany debt, money that companies owe to each other and that they are not paying. They are not paying because the government is not paying them. The source problem is the government. Government is not paying the company is not paying its suppliers. These suppliers don't pay their suppliers. And it's a vicious cycle. In Macedonia, the intercompany debt is among the highest in the world, if not the highest in the world. And it is far, far, far bigger than anything the government borrows abroad and a far bigger threat. And it is also the responsibility of the government's conduct. Благодарам. Thank you. Го слушнавме Сем Вакнин. Професоре Петрески, кој е вашиот став? Дали се пребирливи инвеститорите, они што ги даваат парите, они што ни ги позајмуваат парите за тоа кому даваат пари? И дилемата е оваа. Дали ако давате пари на влада која што тоа може да го прави во така наречена цели на избор на корупција или активности за кои што може би има индиции дека се криминални, навистина треба тоа да го правите. Deutsche Bank несомнено е комерцијална банка. И таа има своји јасни финансиски интереси на профит. Да, фино го поставувате прашањето на секојдневен, како што викате, и народски начин, ама јас ќе ви одговорам како економист. Пари ќе има секогаш, прашањето е по која цена. Односно по која каматна стапка. Сега, каматната стапка главно е определена од две тенденции, главно, не ексклузивно. Тоа е состојбата на меѓународниот финансиски пазар и второ, ризикот со кој што се соочува земјата. Моментално состојбата на меѓународниот финансиски пазар е поволна, има вишок на понуда на средства, како резултат на што тоа ја притиска каматната стапка да оди надолу. Од таа перспектива овој момент е поволен за задолжување, исто како што беше и лани, летото, дури би рекол сега е дополнително поволен во поглед на финансиските услови. Меѓутоа, другиот фактор е всушност, генерално земено го викаме ризикот на земјата или политичкиот ризик, и тој главно се рефлектира во кредитниот рейтинг. Значи, пред некое време, може да има неколку месеци, кредитниот рейтинг беше потврден за Македонија, BB- од страна на Standard & Poor's. Меѓутоа, сега ќе видиме, кога ќе прават тие повторна оценка на кредитниот рейтинг, како целата ова политичка криза и стресот што таа го предизвика врз економијата, ќе се рефлектира врз кредитниот рейтинг. Инвеститорите, веројатно, не можат да ја пратат економијата до тие детали, да ги слушаат разговорите од бомбите, меѓутоа за нив прва индикација е кредитниот рейтинг. Ако има негово влошување, тогаш веројатно тоа ќе биде сигнал за нив дека нешто лошо се случува и тие ќе ги понудат своите средства по повисока цена. Да, пак ќе биде повеќе, како да кажам, народски, интуитивно поставено прашањето. Во истата насока, постои ли морал кон тие што ги даваат парите, зашто ги даваат парите или не? Тука чисто профитниот интерес. Профитниот мотив, да. Харедини, вие во која насока размислувате? Професорът е променил агенцији Standard & Poor's. Para 2-3 vjetëve, ata e ullën rejtingun e Maqedonisë, edhe spjegimi i Ministrit Financa ishte se përzihet në punët e mbrendshme tonët. Kur del dëni Жестоко ги нападна. Po. Por në pyetjen tuaj unë desha të bashkangjitem.
Институционet financiare ndërkombëtare, që është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, deri në vitin në 90-tat, kur akordonin kredi për vendet në tranzicion, ato veshin edhe kushte politike që të bëhen hapat e privatizimit e të transformimit të ekonomisë. Ashtu ka qenë edhe roli i Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe pse financon me shuma simbolike, ka rëndësi tjetër Fondi Monetar Ndërkombëtar, se kush merë mjete për atje, është i detyruar kushtet plotësojnë, si letër njoftim për dalë në tregun financiar të lirë në botë. Po këto e kanë pak është modifikuar roli këtij në dy organizatave, nuk përzihen shumë, i akordojnë mjetet edhe ja lënë në të vendos vetë shteti ku më shumë i përdorën. Veçanërisht tash, kurse të tregu ndërkombëtar komerciali, aty nuk duhet presim ne që ato të interesohen kush. Derisa shteti garanton, ato japën para. Për shkak se janë plasmani më i sigurt. Ishte edhe me bankat e vendit. Prandaj më shumë japën kredi buxhetit se sa ekonomisë. Kështu është rasti. Ne edhe nga incizimet që i ndëgjuam Stavreskin, ajo lavdërua, duke ofenduar kolegun e vetë, Peshevskin, me fjalë fyse, se une, jo nuk është rastit ajo. Aje theksoi rolin e ati se ka qenë në Bankën Botërore ai disa herë ka, në punës ka qenë, se duke pas parasysh lidhjet e tij personale me disa udhëheqës të Bankës Botërore, ai ka arrit që Banka Botërore të akordoj kredi apo të jep garanci për të hyrë bosh të bankat komerciale, ku atëherë është norma interesit më e ulët kur garanton Банка Бotërore. Неверојатно дека таква финансиска институција може да функционира на ниво на лични релации. Jo vetëm ajo, në Bankën Botërore, kuadri afër 10.000 njerëz janë të rekrutuar nga gjithë bota. Në Maqedoni ka pas persona edhe para Stavreskit që kanë qenë në Bankën Botërore. Kështu që ata nuk mund ta shohin zëvendës drejtorin apo drejtorin e fondit ndërkombëtar. Po të komunikojnë ato me 10.000 edhe të japën me protekcion, mjetet, mirë po, ato llogaritin këtu mesatarën apo të shtresave të cilët i impresionon se i njoh ato njerëz. Këto janë metoda të cilat njerëz serioz, jo ministra, nuk i përdorin, se ato i ofendojnë edhe ata funksionar. Kom pas rast të shkoj edhe bisedoj me personalisht. Ato fjalë janë tulta. Mirë pa nga ajo që dëgjojmë ne, as pak nuk është çudi. Një e dyta edhe ta mbarojmë këtë. 10 vjet ne që kritikojmë ekonominë politike të kësaj qeverie, janë shumë, nuk kanë qenë të ashpra aq sa të vetë Stavreskit që e ndëgjojmë. Да, така е. Сакам да ве прашам и полека ќе го привршуваме кон крај овој наш разговор. Ќе добиеме сега заменик министер за финансии со право на вето за прашање поврзани со организацијата на изборите. Номиниран е Кире Наумов од СДСМ. Тој е поранешен кадар од економскиот факултет, поранешен директор на агенцијата разузнавање, беше советник во кабинетот на председателот Црвенковски, сега е дел од структурите на СДСМ. Сега, моето прашање е, тоа е благодарна или неблагодарна позиција? Бидејќи политиките на оваа влада се политики на давање субвенции, на давање социјална помош. Иако, еве велат проекциите, независно од нашата перцепција дека социјалните политики имаат широк опфат, дека сепак некои истражувања покажуваат дека Македонија десничарски се развива и дека тој тип на социјални трансфери многу не ја ублажуваат распределбата на доходот, односно дека голем дел од населението има мал дел од доходот, дека во многу мал процент е огромен процент од распределбата на доходот.
Но во смисла на тоа, што може заменикот министер за финансии да направи во следните 5-6 месеци во рамките на ова што ние денеска го разговараме? Тој не може, што ќе каже, нема веќе, да се раздолжи, не може. Да. Значи, она што покажува искуството е дека буџетскиот дефицит во целост се троши, се консумира пред избор. Не во целост, да речеме 80% се троши пред избори. Значи, тогаш се исплаќаат субвенции и нешто друго што за останало се исплаќа. Посебно се извршуваат трошоците што ги таргетираат, значи, пошироката народна маса што ја таргетираат, значи субвенции, социјална помош, пензиите тогаш се покачуваат и така натаму. Така што ако во тој дел заменикот нема ингеренции, како што викате, предпоставувам нема, ако неговите ингеренции се сврзани само со изборите, тогаш предпоставувам дека влијанието ќе биде релативно мало. Но и да има политички проблематично што се тој ќе каже нема пари, нема додат пари. Дури мислам дека СДСМ ветува повеќе субвенции во земјоделството во таа своја визија за Македонија отколку ВМРО ДПМН. Тоа е друг проблем, ќе навикате одделно во емисијата да го дискутираме, затоа што пак ќе се јави прашањето од кај ќе се најдат тие пари, значи дали уште повеќе ќе се задолжуваме повторно за тековни трошоци. Иако тие велат битна е намената на субвенциите, зашто тие ќе се користат и така. Но добро, се согласам, тоа е друго прашање. Инаку дали е благодарна или не знам. Кога ќе заврши тој мандат од неколку месеци, ќе видиме дали заменикот ќе се заблагодари на партијата што го номинира или не. За вас истото прашање, Кирен Умов, каков период го очекува? Можеби ќе имаме шанса од поблиско, од внатре да дознаваме работи што досега не сме ги дознаваме, како некаков минимум на јавен интерес. Професори, ваш професор респектој, кту Kjo është një fenomen që i pa njohtur, instalimi i zavencave, zavenci ministri financave të cilin unë e njoh, ai do të ishte ministri më i mirë i financave që kemi pas deri sot, po të jetë ministër. Zavendës ministri, kjo është një eksperiment i pa njohtur, në botë njerë nuk ekziston në kushtetutë. Zavendës ministri rol aq sa i jep ministri. Këtu ka një specifik në marrëveshjen e Përzhinus se do ketë dënje të drejtë dy nënshkrimi. Nuk ky eksperiment kërkush nuk ka përvojë. Kjo duhet të shihet se çka do njajë. Por sipas mendimit tim, Zavendës ministri as definicioni atje roli nuk ka rëndësi as pak. Qofse për shkak se unë përvojën time do të kur kam qenë nuk kam pas Zavendës ministri për shkak se disa parti nuk pajtoheshin kush tjetë Zavendës, e unë vetëm 5 muajt e fundit të kam pas Zavendës. Të funksionoj nga kjo qeveri Zavendësi ashtu si lexojmë me të drejtë në shkrimi, vetë njerë është pa precedent. E dyta është eksperiment i cili para njerë instalohet. Ngell tash të shohëm se si do të shkojë. Këtë më habit edhe faktori ndërkombëtar gjatë insistimit se për Zavencat. Kjo është shumë gjë problematike se si do funksionoj kjo formullë me dy nënshkrimi, edhe në botë nuk ka përvojë. Këtë shohim para njerë. Përndryshe, kandidatin të cilin në dëgjumë se do të jetë Zavendës, sipas mendimit tim, është kuadri, një ndër kuadrët, një numër të vogël, që i përgjigjet për ministër financash. Tash do të jetë Zavendës, ngel të shohim çka. Kjo Добро. Да, ви благодарам многу што бевте мои гости вечерва. Таа процедура е дополнително усложнеста, па во случај на конфликт меѓу министерот и заменикот за тоа дали некое прашање поврзано со организацијата на избори ќе оди на решавање во Државната изборна комисија, така што ќе се изнагледаме веројатно интересни ситуации. Економијата ќе остане во состојба на стрес, најмалку до изборите. Тоа е тоа.
Добро, немавме многу време за ова да зборуваме, повеќе го фативме делот на задолжувањето и висината на јавниот долг. Ви благодарам многу што бевте мои гости, ми беше задоволство да разговарам со вас. Сречко Поповски и Саботажата. Валоризацијата на странско-инвестицијската сладка бајка, која е влезена во програмите како задолжителна, ама не распусна, туку секојдневна лектира. Многу чудно, но се прераскажува како мистериозна, научно-фантастична, приказна. Според последните разговори што ги имам со компанијата, ме информираа дека нивна крајна цел е уствари да воведат еден робот за секој два вработени. Чекај секунда, дозволите. Ако тоа им е замислата на инвеститорите, тогаш намерата на нивните домаќини сигурно е да се зголеми бројката во полза на човеколиките машини, со оглед на таа континуирана практика, со однапред предпрецизирано програмирање, секому да му биде изваден дури и пилешкиот мозок. Комесарот Хан даде една интересна изјава, вели вака: ги повикува политичките фактори во Македонија да прекинат со заплашување, тероризирање, притисоци врз новинарите, медиумите и така натаму. Медиумите блиски до Сорос и до СДСМ ова веднаш го изманипулира дека се однесува само на владеачката партија, односно на ВМРО, ДПМН и ДУИ, но не е така. Чекај секунда, дозволите. Sometimes governments themselves contribute to a climate of fear which demonizes journalists critical of government policies as traitors leading to self-censorship. Оној кој треба прв да се размисли и замисли околу овие зборови на Hovид, односно на еврокомесарот Хан и социјалдемократите. Чекај секунда, дозволите. Притисокот раѓа со плод дури и онаму каде не недостига, бидејќи таму тоа му доаѓа како природно обкружување, па навистина изгледа seедно кога ќе се измешаат владата и партијата, оти тоа е едно исто за онаа што одамна веќе не е ниту државна. Инаку претходно веќе пристигна председателот и премиер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, премиер на ВМРО ДПМН. Чекај секунда, дозволите. Оваа грешка по автоматизам е адекватен приказ за целосната општествена роботизација во која дури и локалните персоналци се обидуваат да прикажат дека прават сложени, а вршат елементарни, прилично едноставни операции, па со урбана нишка му даваат шмек на целосно руралниот амбиент. Општина Македонска Каменица спроведе јавна набавка за набавка на 100 маси и 200 клупи кои што се распоредени во селските средини, односно во зградите на местните заедници и зградите кои што се наоѓаат покрај локалните гробишта во селските средини. Практично сите селски згради во селските средини се ставени во употреба, опремени се со мебел и се ставени на располагање на граѓаните. Чекај секунда, дозволите. Кога пак градските згради ќе им бидат ставени на располагање на селани, тогаш е нормално дарови да им бидат делени на анахроничари, кои од некои понови летописци ќе бидат забележани само како луѓе, кои не сториле ништо друго освен што бранеле се, па дури и сечата на животот во градот, кој баш празнично ги наградува со вечна памет. Дали знаете зошто се садени липите во Скопје? Значи, Скопје немаше канализација во таа време. Липите, со одлука на влада на Народна република Македонија, се садени за таа реја и миризба од кеневите да се... Значи, да се... Чекај секунда, дозволите. Молби и чуденки не помагаат, оти на крајот. Ситуацијата е таква каква што е. Или си го дал или не си го дал, трето нема. Нема друго. За ова досетливо признание да биде реченично спастрено, недостигаат уште минимум 2 збора, од кој едниот е предлогот под, а другиот именката Кирија. Трето, навистина нема. Чекај секунда, дозволите. Тоа е се за вечерва. Гледајте неповторно в понеделникот 22:30. Пријатно.